Почнуваме со урбаните вести на Прва Скопска. Добро дојдовте во нив. Стопирана е изградбата на зградата кај Мајчин дом. Повеќе за ова виднаш по генералната најава. Скопје по нови стандарди ќе го решава проблемот со комуналниот отпад. Град Скопје ќе набавува 6 хибридни возила. Проект за ревитализација на излозите на Скопската, Битолската и Охридската чаршија. Се повеќе бездомни лица бараат помош. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин денеска на пресконференција информира дека е стопирана изградбата на зградата кај Мајчин дом поради неправилности во градилиштето. Забраната важи 15 дена. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин денеска на пресконференција информира дека е стопирана изградбата на зградата пред Мајчин дом поради неправилности во градилиштето. Забраната важи 15 дена. Тој информира дека инспекторатот денеска излегол на терен и направил записник и го изготвил решението. Тој изрази надеж дека во најбрз можен рок ќе се дојде до решение со инвеститорот. Најави дека в петок е закажана вонредна седница на Советот на општина Аеродром и ги повика представниците на граѓанските здруженија и сите засегнати граѓани да присуствуваат и да бидат дел од процесот на барање решение. Жителите на општина Аеродром попладнево се собраа пред паркот кај Мајчин дом и го блокираа булеварот Јане Сандански во знак на протест против изградбата на деветкатницата. Од иницијативата "Сакаме Аеродром да дише" бараат оставка од градоначалникот Марин, посочувајќи дека никој не се грижи за здравјето на децата. Град Скопје ќе влезе во сосема нов третман на комуналниот отпад. Советниците на град Скопје денеска донесоа одлука за набавка на специјални возила и садови за отпад со кои ќе се собира отпадот во главниот град по несовремени стандарди. Во контейнерите ќе бидат вградени чипови кои ќе откриваат кој контейнер е полн и кој треба да се испразни. Ке се модернизира третирањето на комуналниот отпад со набавката на нови контейнери со чипови кои ќе откриваат кој контейнер е полн и треба да се испразни. Со ова градот Скопје ќе влезе во сосема нов третман на комуналниот отпад, како што истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на денешната седница на Советот. Досега отпадот во Скопје не беше третиран соодветно. Состојбата со комуналниот отпад се базира на еден модел кој е стар 30 години. Скоро преку дигитализација ќе се влезе во еден современ начин на работење. Она на кое што јас како градоначалник инсистирам и кај секторските раководители, меѓу другото е да во Скопје за прв пат се доловуваат вистински стандарди на контейнерите за отпад и на возилата кои што ќе ги третираат тие контейнери за отпад. Значи нема да дозволиме да имаме простор за импровизација. Веќе најавив и вие ќе бидете сведоци во наредните 10 дена до 2 недели, градот Скопје ќе започне со сериозна дигитализација и ќе оди јавната набавка за Скопје Смарт Сити. Под Скопје Смарт Сити не подразбираме само лед светла паметни, туку еден посериозен концепт. Меѓу другото, во тој концепт на Смарт Сити Скопје ќе имаме и така наречен waste management или менаџирање со отпадот во градот Скопје. Токму заради тоа, она што јас ке инсистирам кај раководителите на сектор е да контейнерите кои што ќе ги набавува градот Скопје бидат дигитализирани во смисол дека истите ќе имаат соодветни слотови за да во нив се стават чиповите кои што преку концептот на Смарт Сити Скопје ќе соопштуваат кој контейнер до кое ниво е полн. Градоначалникот Шилегов додаде дека Скопје има потреба од 7000 контейнери, а во моментот има на располагање 4000 контейнери. Возилата кои треба да се набават ќе бидат нови и специјализирани. Новите контейнери што треба да ги добие Скопје, Шилегов нагласи дека ќе бидат достапни и за лицата со посебни потреби. Со ова Скопје по нови стандарди ќе го реши проблемот со преполните контейнери што секојдневно може да се видат, а представуваат лоша слика за главниот град. Советот на градот денеска донесе одлука и за 6 хибридни возила и едно патничко транспортно возило. Покрај тоа, градот ќе субвенционира и набавка на електрични тротинети за 2018 година во износ од 50% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 10.000 динари по лице.
Град Скопје ќе набавува 6 хибридни возила и едно патничко транспортно возило за превоз на 9 патници. Вкупната вредност на набавката е предвидена до 8.200.000 денари со вклучен ДДВ. Од Град Скопје информираа дека набавката се врши поради застарениот возен парк и недостиг на возила за навремено извршување на работните задачи на администрацијата. Одлуката за набавка на возила ја донесе Советот на Град Скопје на денешната 19-та седница, на која меѓу другото беше донесена и одлука за доделување поединечна субвенција на граѓаните за купување електрични тротинети за 2018 година. Градските власти информираат дека со оваа одлука е предвидено да се пренамена дел од неискористените средства од субвенциите за велосипеди во делот за велосипеди за лица со посебни потреби, каде заинтересираноста била послаба и дел од средствата предвидени за таа намена останале неискористени. Советот на Град Скопје го определи максималниот износ за доделување поединечна субвенција на граѓани за набавка на електрични тротинети за 2018 година во износ до 50% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 10.000 денари по лице со вклучен персонален данок на доход. 115 дуќани во старата Скопска чаршија ќе бидат опфатени во проектот на Министерството за економија за ревитализација на чаршијата. Овој проект се спроведува со цел да придонесе за развој на туризмот и на локалната економија. Министерството за економија со средства во износ од 16,5 милиони денари ќе го враќа стариот сјај на Скопската, Битолската и Охридската чаршија. Во Скопската чаршија ќе се ревитализираат излозите на 115 дуќани, во Битолската на 38, а во Охридската на 7 дуќани. Предвидено е општините да го реализираат проектот во период од 1 година од подпишување на договорот, а средствата што евентуално ќе останат треба да се вратат во буџетот на Република Македонија. Доколку пак се неопходни повеќе средства, општините треба да ги предвидат во своите буџети за наредната година. Ниту еден од дуќанџиите нема да има обврска да вложи сопствени средства за реализација на проектот, во кој се предвидени пари и за целокупната документација. Проектот се спроведува со цел да придонесе за развој на туризмот и за локалната економија. Проектот за ревитализација на излозите на дуќаните започна во 2015 година. На дрвена платформа тогаш беа унифицирани и надписите на дуќаните. Беа поставени исти тенди во различни бои за да се разликуваат дуќаните еден од друг, а во некои дуќани беа поставени и дрвени кепеци. Со тоа започна процесот да се врати стариот изглед на овој дел од Скопската чаршија. За жал, се повеќе се зголемува бројот на бездомни лица кои ги користат услугите на пунктот за бездомници во Момин поток. Во моментов има околу 182 лица, а во пунктот 2 пати неделно добиваат поддршка, совети, здравствени услуги, лекови, облека, а одржуваат и лична хигиена. Во Скопје има околу 180 бездомни лица, но за жал оваа бројка од година во година постојано се зголемува. Во пунктот за бездомници во Момин поток веќе 10 години овие лица ги користат услугите, каде им се пружи 2 пати неделно совети и поддршка од психолог, социјален работник, здравствени услуги, лекови, облека, а одржуваат и лична хигиена. Станува збор за категорија граѓани кои од различни причини го завршуваат животот на улиците на главниот град. Пунктот функционира 10 години со цел овие лица да ги интегрира во општеството, да не ги направи зависни од пунктот со цел да го вратат животот во своји раце. Во текот на 2019 година посебно ќе се фокусираме на надградбата на пунктот со дополнителна просторија како трапезарија и секако посебни простории за индивидуална работа со овие лица, заради тоа што евалуацијата покажа дека кога работиме на индивидуално ниво со секој од нив многу полесно можеме да ги интегрираме повторно назад во општеството и можност за нивно повторно вработување и да се грижат сами за себе. Идејата е дека овој пункт не треба да ги направи овие луѓе зависни од помош и не треба да ги направи зависни од донациите кои што ги дава овој пункт. Едноставно сакаме да ги натераме повторно да си го земат животот во сопствените раце. Според Сузана Тунева Пауновска од Црвениот крст на Град Скопје загрижува фактот дека се зголемува бројот на бездомни лица, но како што рече, не се знае дали е тоа
поради реално зголемување на бројката или пак тие биле скриени и досега не ги користеле услугите на пунктот. Пред 2 недели бројот на лица кои на дневна основа го посетуваа пунктот изнесуваше од 48 до 55, а во последните 2 недели е зголемен бројот на 65 лица. Најчести причини поради кои овие лица станале бездомници е банкрот на одредени собствени бизниси, нерешени семејни односи, алкохолизам, психички проблеми, депресии и разни нервни растројства. Едно од овие лица пред камерата ја раскажа својата животна приказна и рече дека е задоволен од услугите што ги добива во пунктот. Јас своевремено во 90-тите значи фигурирав како еден добар бизнисмен, работев со електроматеријали, значи имав трговска фирма приватна. Меѓутоа пороците се многу лоша работа. Еден од пороците јас можам да кажам слободно, не се срамам, тоа е коцката. Значи коцката ме донесе до тој степен да јас станам бездомник. Јас бездомник бев пред да дојдам овде во пунктот. Всушност се здомив. Многу ми беше тешко претходно 2-3 години пред да дојдам овдека. Откако дојдов, мислам дека овдека условите се стварно на едно завидно ниво. Бар за мене, зборам субјективно, а веројатно и за другите така. Значи, стварно, овдека најдов еден спасено едно семејство буквално. Така да сум стварно задоволен од условите што се даваат овдека во пунктот. Денеска во рамките на одбележувањето на Светскиот ден на бездомништвото во пунктот Момин Поток на бездомниците им беше обезбеден ручек, донација од приватно лице, како и помош во чевли за 70 бездомни лица кои редовно ги користат неговите услуги. Слепите лица во Македонија живеат во несоодветни услови кои ни малку не ги задоволуваат нивните потреби. Ова е официјален став на Сојузот на слепи лица. Оттаму бараат соодветна примена на новите интернет технологии, пристап до образование и едукација под подеднакви услови на децата и младинците, посебни тактилни патеки или тротоари со посебни коцки означени за движење на слепите лица, а менијата во рестораните, кафе-баровите и слично да бидат испишани и на Брајово писмо. По повод одбележувањето на 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап, од Сојузот на слепи бараат државата и општеството да се залагаат за окинување на сите облици на дискриминација кон слепите лица во сите општествени сфери на животот, како достапност на физичкото опкружување, приспособеност на јавниот превоз на патници, слобода на изразување преку достапност на јавните информации и комуникации во формати кои се пристапни на слепите лица, како Брајова техника и звучна техника на аудиокасета или аудио CD. Од Сојузот сметаат дека е потребна и соодветна примена на новите интернет технологии, пристап до образование и едукација под подеднакви услови на децата и младинците, вработување, екзистенција од приходите, социјална сигурност и независност, семеен живот и интегритет, култура, рекреација и спорт, религија, се со една цел – подобри услови за сестран и самостоен живот. Од Сојузот укажуваат и дека треба да се направат посебни тактилни патеки или тротоари со посебни коцки означени за движење на слепите лица, бидејќи на овој начин им се олеснува движењето на слепите лица и тоа се прави безбедно. Се бара и поголема заштита на унапредување на компензацијските права на слепите лица, меѓу кои правото на повисок надоместок за помош и нега од друго лице, надоместок до вработување на невработеното способено и рехабилитирано слепо лице, правото на набавка на автомобил без царински давачки и данок на додадена вредност, правото на помагала да биде уредено со закон и истите да се набавуваат постојано, право на личен асистент, изградба на Национален центар за рехабилитација на слепи лица, изградба на дом за стари и изнемоштени слепи лица. Потребно е, велат од Сојузот, и школување на кадри, перипатолози, односно инструктори за слободно и самостојно движење на слепите лица, а менијата во рестораните, кафе-баровите и слично да бидат испишани на Брајово писмо, како и употреба на истото на сите лекарства, при склучување на договори со физички и правни лица, банки, осигурителни друштва и брокерски друштва, како и телекомуникацијски оператори и слично. Во минутите кои следува и блокот информации посветен на саемот за мебел.
Модерната технологија се повеќе е застапена во секојдневното живење, а правилната употреба на истата значително ни го олеснува функционирањето. Пример за тоа се правосмукалките Румба, чиј застапник Home Robots Македонија може да се најде во првата хала на саемот на мебел. Правосмукалките чистат сами со помош на интелигентен систем за навигација, а имаат можност и за вградување на мобилна апликација. Во рамки на 44-тото издание на Саемот на мебел, кој се одржува во спортскиот центар Борис Трајковски. Со свој штанд застапена е компанијата Home Robots Македонија. Home Robots нудат иновативни решенија за одржување на вашиот дом, канцеларија и базен. Имено, станува збор за робот правосмукалка, која работи со користење на интелигентен систем за навигација и има можност да исчисти површина од 80 до 120 метри квадратни со едно полнење на батеријата. Најпопуларниот модел Румба нуди можност и за вградување на мобилна апликација, која овозможува да ја дадете наредба на правосмукалката да чисти и кога не сте дома. Значајна е да се спомене и можноста за чистење на вашите базени. А и робот ги чисти лисијата од површината и истовремено ја филтрира водата. Home Robot, односно iRobot, американски бренд кој што трае веќе 5 години кај нас на пазарот. Имаме доста задоволни потрошувачи и тоа се роботски апарати за домаќинство, роботски правосмукалки, роботи за бришење на подови и робот за чистење на базен. Румба, односно правосмукалката, која што е најпозната низ целиот свет, функционира на батерија и на електрична енергија. За тоа што си се полни веќе 24 сата на почетокот, после тоа може да исчисти стан кој што е до 80 или 120 квадрати во зависност од тоа како се распоредени собите. Останатите за базени може да филтрираат, ги чистат лисијата горе што се на базените и ја филтрираат водата внатре. За време на саимските денови, Home Robots нуди намалување на цените за 10%. Имаме доста посетители, се надеваме и на поголем број на посетители. Сега за сега имаме саемски попуст, дека трае саемот, 10% попуст на секој производ, започнувајќи од најефтиниот па до најскапиот и роботите кои што се за базени. Доколку сакате здрав сон, проверете што ќе ви понудат од Magniflex, кралот во индустријата на системи за спиење на Саемот за мебел 2018 во првата саемска хала. Компанијата Magniflex, која е синоним за компанија за добар сон, е една од ретките која се грижи за начинот на кој производите се транспортираат и за тоа секој душек да стигне во перфектна состојба до клиентот. Magniflex е застапен во повеќе од 80 земји во светот. Може да го најдете од Ференца до Њујорк, од Токио до Кипар, во Сингапур, Дубај, Манила, Киев и на уште многу други места. А досега, на 35 милиони луѓе во светот го избраа Magniflex за свој душек. Палетата на Magniflex опфаќа душеци, перници, прекривки и разни уникатни додатоци за здрав и мирен сон. Суштината на Magniflex е да се задржат вистинските вредности на пријателство, љубов и комуникација со клиентите, подеднакво како со семејството. Се работи за бренд кој што доаѓа од Италија, односно производството е сконцентрирано во Прато, во Тоскана, срцето областа во Италија, и е нешто каде што има повеќе од 56 години традиција. Се работи за фамилиарна фирма која што акцентот го става најмногу на квалитетот, а секако подоцна изгледаат и прекрасно нашите модели и системи, односно за спиење. Инаку Magniflex како компанија е подкрепено со сите можни сертификати и има 0,00% на химикали и течности во своите состави и компоненти. Така да се работи за нешто кое што е природно и користат само природни материјали. Magniflex е основана од господинот Џулијано Магни пред повеќе од 50 години во Прато, Италија, во 1962 година. Денес компанијата Magniflex ја управуваат неговите тројца синови. Иако денес Magniflex е огромна компанија со сопствена фабрика која се наоѓа на површина од 33.000 метри квадратни и производствен капацитет од 10.000 душеци на ден, сепак во својата суштина таа е семеен бизнис.
Magneflex во принцип секоја година има некоја нова колекција, некои нови новитети, бидејќи исто како нас, како еден концепт, самиот Magneflex вложува многу во изработката, односно во истражувањето, така да скоро секоја нова година излега со некои нови технолошки материјали. Моментално во Македонија последната колекција 2018-2019 се работи за бренд кој што го носи името Маестро и е подкрепен со сите можни технолошки пронајдоци. Во смисла имаме Аквабриз за подобрена циркулација, имаме слезова пена која што е нешто ново на пазарот, се работи за слезова пена која што при испуштањето на ароматерапијата успева да релаксира како релаксатор на нервниот систем. Имаме dual core технологија која што италијанци успешно ја имаат патентирано како бракот не е веќе компромис, бидејќи се состои од две јадра во потврста и помека страна. 10-годишната традиција на компанијата за производство и продажба на мебел, Пункт Мебел, представува синоним за квалитет. Деновиве со својата луксузна колекција, Пункт Мебел се присутни на сајмот за мебел во втората хала. Мисијата на Пункт Мебел е да создадат вредност за потрошувачите, преку флексибилност, брзина на испорака, интегритет и доверливост. На овогодинишниот саем на мебел, кој од вчера се одржува во спортскиот центар Борис Трајковски, со свој штанд се застапени и Пункт Мебел. Ексклузивните парчиња на луксузен мебел привлекоа голем број посетители, кои пред се беа заинтересирани за квалитетот и новите модели на мебел. Мебелот на Пункт Мебел е домашно производство, а по желба на купувачите се изработува од големиот асортиман на кожа или мебелштоф. За време на саемот, посетителите имаат можност и по намалени саемски цени да си го купат омиленото парче мебел. Интересот е голем, ги интересира пред се нашиот квалитет, изборот на палета, значи голема на бои, на кожи, на штофови. Новите модели исто така ги привлекува нашите клиенти. Нудиме саемски попусти со акцијски цени исто така, значи имаме комбо пакети, гарнитурија плюс фотелја исто може да се нарача во таа саемска цена. Компанијата за производство на мебел Пункт Мебел оваа година слави 10 годишен јубилеј. Како што вели Ана Кочовска, задоволните купувачи представуваат поттик за понатамошно максимално ангажирање и посветеност при производство на нов естетски совршен, елегантен и луксузен мебел. Ова не е јубилејна, 10 година постоиме, 2008 година. Можеме да се пофалиме со доста добра продажба, квалитет пред се, ние сме препознатливи по тоа. Бинниот салон ни е во аеродром, Карши Американ коледж, на Коста Новаковиќ број 14. Во втората хала на саемот за мебел се наоѓа штандот на Кристина Дамил, салон за мебел кој нуди богата понуда на секако вид мебел од домашно и странско производство. Новитет оваа година е серијата Натуци Едишн, синоним за квалитет и луксус. Салонот за мебел Кристина Дамил со своите производи се едни од најредовните изложувачи на саемот за мебел. Оваа година за прв пат на саемот се представуваат и со новата серија Натуци Едишн, која представува синоним за квалитет и луксус. Кристина Дамил се занимава со трговија на мебел од домашно и странско производство. Долгогодишната квалитетна понуда на мебел и задоволните купувачи беа причина и за големата посетеност на штандот на Кристина Дамил на саемот за мебел. Како што информираше Михаел Симјановски, саемските попусти, покрај на изложениот асортиман на саемот, ќе важат и во салоните за мебел на Кристина Дамил во Ѓорче Петров и во Усие. Ние сме фирма Кристина Дамил, се бавиме со трговија на мебел. На саем излагаме традиционално секоја година, така и ова, да им дадеме подршка на нашите колеги и пријатели од организаторите на саемот. Прва година имаме програмата на Натуци Едишн, значи на нашиот саем. Тоа е нешто ново за годинава, меѓутоа со тоа работиме веќе година и пол. Дојдете, посетете не дали на саем, дали во двата салона во Ѓорче, односно сега веќе два во Ѓорче, еден во Усие, да видите што имаме да ви понудиме. А што е тоа што на саемот го нудите и дали имате саемски попусти? Имаме саемски попусти да до 20% на одредени артикли во салоните. Значи дури може да се најде на одредени артикли и поголеми попусти од тоа. На саемот, како што веќе кажав, тоа што е ново на саем што не сме имале до сега е програмата на Натуци Едишн. Натуци кој се разбира во намештај, тоа е во мебел е број 1, значи во светот. Значи ова италијански квалитет, италијански дизајн, тоа е нешто исклучително добро. Штандот на Кристина Дамил се наоѓа во втората саемска хала, но поголем асортиман на мебел можете да најдете и во новоотворениот салон во Ѓорче Петров.
Значи, овде имаме само дел од програмата на Натуци. Сега имаме нов салон, што го отвориме пред непол месец. Еве ги поканувам сите да дојдат да видат каде е тој салон. Тој се наоѓа во Ѓорче Петров на булеварот, адреса Ѓорче Петров 146, значи тој е голем салон. Има исклучиво само италијанска роба. Дојдете, посетете да видите исто што имаме да ви понудиме. Денеска времето беше притежно сончево со температура до 24 степени. Од утре повремено ќе има појава на мала до умерена облачност. Утрата ќе бидат малку постудени, а дневните температури ќе бидат без позначителни промени. Температурата утре ќе биде до 24 степени, како и во петок и сабота. А во недела не очекува слично време со температура до 23 степен. Тоа беше и последната информација во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте. Останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Следуваат спортските вести. Од мене довидување.